Добро вечер, драги гледачи! Вие го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Телевизија Плюс 2 години ги информира кумановци. Македонското знаме вратено на јарболот во центарот на градот. Меѓународен симпозиум за германската драма во Македонија. По 2 години постоење Телевизија Плюс со точни, навремени, актуелни, објективни и пред се независни информации успеа да ги освои симпатиите на кумановци. Во овој краток период медиумот се наметна како непристрасна телевизија која се грижи за проблемите на граѓаните. Веќе цели 2 години во етерот зрачи Телевизија Плюс. Граѓаните изминатиот период имаа можност да слушаат точни, навремени, актуелни, објективни и пред се независни информации. На 25 март 2015 година за прв пат беше пуштен телевизискиот сигнал, за да веќе од 1 април започне емитувањето на програмската шема. Граѓаните изминатиот период од Дневникот имаа можност да слушаат за поплави, избори, локални проблеми, инвестиции и изградби, спортски успеси, премиери, концерти и слично. Покрај Дневникот на кумановци, добро позната, а и гледана, име и дебатната емисија Став. Гордост на телевизијата е и тоа што лично продуцираните емисии од информативно-забавен карактер, апдейт како и хумористичната Нема љутиш, која никого не остава без насмевка на лицето, се емитуваат и на повеќе локални, регионални и национални телевизии во државата. Во изминатиот период се реализираше и магазинот на српски јазик Компаратив како дел од проектот во кој соработуваше медиумот со Министерството за култура и информации на Република Србија. Во истиот беа пренесувани информации кои се однесуваа на српската заедница во Куманово и Македонија. Инаку Телевизија Плюс уште на самиот почеток од формирањето доби дозвола за работа и емитување на програма на српски јазик и на тој начин стана прв медиум во државата кој има право и можност да прикажува ваква програма без превод. Телевизија Плюс и понатаму ќе продолжи со истото темпо. Ќе останеме подготвени за сите предизвици и ќе продолжиме со избалансираното, навремено и пред се објективно информирање на граѓаните. Вчера, околу 7 часот и 50 минути на улицата Ѓорче Петров, 44 годишен кумановец, додека бил на покривната конструкција од неговата куќа, се лизнал и паднал, пошто се здобил со тешки телесни повреди, информират од Министерството за внатрешни работи. Со возило на итната медицинска помош бил пренесен во болницата, а покажаната лекарска помош е пренесен на Клинички центар Скопје на понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Куманово. Откако вчера попладне, неколку тинејџери од албанска националност го симна македонското знаме и на негово место поставија знаме на друга држава. Државното обележје на Република Македонија синоќа повторно се најде на јарболот во центарот на градот. Токму на тоа место вчера заврши протестот на иницијативата за заедничка Македонија. Македонското знаме е вратено на јарболот во центарот на Куманово. Граѓаните и учесниците на протестниот марш во организација на иницијативата за заедничка Македонија синоќа со аплауз и пеење на македонската химна го поздравија враќањето на државното знаме на јарболот, кое што вчера попладне беше симнато и на негово место поставено албанско знаме. Од граѓанската иницијатива потенцираа дека никој не смее да се дрзнува да го спушта знамето на македонски простор. Оне што не испрати порака, не наседуваме на провокации, почитувани. Си ја сакаме својата земја и не бараме ништо повеќе. Бараме сите оние кои што ги респектираме, кои што живеат на овие простори, да не респектираат и нас. Зошто? Затоа што од Библијата, од вечните времиња, ова било Македонија, е Македонија и ќе остане само Македонија. Куманово од секогаш во македонската историја се запишувало со златни букви. Сме ги спишувале најплеменитите, најблагородните страници кога е во прашање оваа кревка наша македонска почва. И ќе докажеме, го спуштите нашето знаме, ќе поставиме 3 пати поголемо, ако треба и 10 пати поголемо, затоа што знамето на македонското знаме треба да се вее на македонската просторија.
И учесниците на протестниот марш го осудија инцидентот кој според МВР се случил околу 16 часот, кога од страна на полициски службеници биле забележани 4 лица како го симнуваат државното знаме и поставуваат знаме на Република Албанија. При обид да ги легитимираат, полициските службеници биле нападнати, повредени и спречени во вршење на службените действија. На лице место биле приведени двајца жители на Липковско Слупчане, од кои едниот е малолетник, а по други 2 лица се трага. Со факти потврдено, нашето македонско знаме е симнато од јарболот во општина Куманово и е поставено албанско знаме на друга држава, а таа држава се меша, да кажеме, во внатрешни работи на нашата земја. И затоа ние протестираме и не даваме и нема да дозволиме и ќе протестираме додека не се откажат од албанската платформа. Тоа е голема провокација и едноставно се каже бандитизам. Само тоа го работат бандитите, луѓето кои немат морал и немат никаква обврска за соживот во Република Македонија. Апсолутно инцидентот го осудувам не само јас, туку целата јавност во Македонија. Увид на местото на настанот извршиле екипи на основното јавно обвинителство и СВР Куманово. Осуда за инцидентот синоќа пристигна и од политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ. ВМРО ДПМН предупредуваше дека тргувањето и преговарањето околу невисоките државни и национални интереси носи огромни потенцијални ризици. Од тие причини ВМРО ДПМН укажуваше дека тиранската платформа мора да биде отфрлена и осудена од сите политички чинители, бидејќи ја доведува во опасност иднината на суверена и унитарна Република Македонија, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. СДСМ па ги повика граѓаните да не потпаѓаат под провокации кои што имаат за цел поттикнување меѓуетнички тензии, од кого и да доаѓаат, за какви било интереси и да се, пишува во соопштението. Првиот човек на општина Куманово, Зоран Дамјановски, го осуди немилиот настан кога неколку тинејџери од албанската националност во текот на вчерашниот ден го симна големото македонско знаме од центарот на градот. Тој додаде дека локалната самоуправа интервенирала со механизација за поставување на ново знаме. Мислам дека е ова само инцидент, не гледам некоја позадина, не треба тоа да се спекулира во оваа политичка хистерија во Република Македонија, бидејќи секој момент се користи за да се билда на една страна на етнонационализмот, шовинизмот, на друга страна албанофобијата и така натаму. Мислам дека ова треба да се заврши на ниво на инцидент. Не се надевам дека нема да има поголема подлога во овој немилност. Па мислам треба дефинитивно граѓаните да бидат мирни, бидејќи во оваа политичка хистерија, кој што кажав, секакви немили сценарија ќе доведат до несакани последици и мислам дека ова треба што поскоро да заврши од аспект што долго трае оваа криза, оваа политичка драма во Македонија. Да не се злоупотребува вчерашниот инцидент со знамето, побара денеска Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Тие упатија порака до градоначалникот и СДСМ настанот да не го поврзуваат со ВМРО ДПМН, туку да заземат граѓански пристап. Воедно побара за овој проблем да расправа и Советот на општината. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН најостро го осудува вчерашниот инцидент кога неколку лица дрско и без почит го симнаа македонското знаме во центарот на Куманово и поставија знаме на друга држава, истакна на денешната пресконференција председателот на партијата Драган Петковски. Тој нагласи дека овој антидржавен чин представува длабоко кршење на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Вчера беше погазено достоинството на граѓаните на Куманово. Беа длабоко повредени чувствата на сите кои ја доживуваат Република Македонија како својата вколина. Ваквото неодговорно однесување, кој има за цел понижување на народот, директно задира во соживотот и во напорите за градење на мултикултурно општество, каде сите македонци, албанци, турци, срби, бошњаци и останати ќе живеат во хармонија, подкрепена со взаемно разбирање и почитување.
Петковски го повика градоначалникот и општинската организација на СДСМ да не го злоупотребуваат овој немил настан со тоа што инцидентот ќе го поврзуваат со ВМРО ДПМН, туку да преземат граѓански пристап. Безбедноста, сигурноста и заедничкиот живот се многу поважни од тесно градите интереси на градоначалникот и СДС, кои ги реализираат на најбрутален начин преку манипулација со граѓаните, промовирајќи антимакедонски платформи и представувајќи се себе си за миротворци, а ВМРО ДПМН за проблем во општеството. Од ВМРО ДПМН го повикаа и Советот на општината на својата прва наредна седница да стави точка на дневниот ред, на која ќе се расправа за овој вандалски чин и ќе се донесе декларација со која ќе се осуди истиот. Општинската организација на СДСМ преку соопштение реагираше на пресконференцијата на ВМРО ДПМН. Од таму истакна дека на народот му се познати сценаријата кои што ги прават посебно на овој град. Оставете го Куманово на кумановци. Тие во изминатиот период покажаа како се чува и брани мултикултурализмот и соживотот во овој град. СДСМ го осудува симнувањето на државното знаме и ги повикува надлежните што поскоро да го решат случајот. Ги повикуваме граѓаните да не подпаѓаат под провокации кои што имаат за цел потикнување меѓуетнички тензии, од кого и да доаѓаат, за какви било интереси и да се. Сите вакви инциденти одат во прилог на насилните политики на Никола Груевски на неговата ВМРО ДПМН, кои на овој начин гледаат обид за спасена одговорност за направените криминали, стои во соопштението на СДСМ. Од таму додава дека граѓаните знаат дека постои програма на новата влада на унитарна Македонија. Не постојат никакви поделби, разединувања и федерализација. Македонија ќе добие нова реформска влада предводена од СДСМ. Со тоа ќе биде правна држава, а сите кои работеле спротивно на законот ќе одговараат, завршува во соопштението. Во присуство на амбасадорката на Германија и првиот човек на Куманово, синоќа во Занајчискиот дом беше отворен тридневниот меѓународен симпозиум на германската драма во Република Македонија, кој е дел од проектот Европската драма и театар, кој го спроведува Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, заедно со Европската филмска, театарска и танцова академија. Со изложба на фотографии на наиграните германски автори во Македонија, Бихнер, Гете, Шилер, Ман, Ниче и други, синоќа во Занајчискиот дом започна тридневниот меѓународен научен симпозиум Германската драма во Република Македонија. На настанот присуствуваа германската амбасадорка во државата Кристине Алтхаузер, градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски и ректорот на ЕСРА Јордан Плевнеш. Има промоција на европските перспективи на Македонија, на она што значи Куманово, а Куманово има и посебен мотив за тоа, дека 40 години од драмата на Брехт, Мајка Храброст, која беше изведена уште далечни 70 години и си имаше долго време, доби многу награди на многу фестивали, нешто што представува авангарден театар. Амбасадорката Алтхаузер истакна дека се работи за голем проект и дека е драго што отварањето ќе започне со германската драма. Ова е една почетна приредба со која што се зборува за театарот и за танцот и ние се радуваме што оваа вечер се започнува баш со овој проект, се започнува баш со германската драма. Ова е еден огромен замислен, огромен проект во кој што треба во иднина да се одржат до 30 различни драматурги да се представат и е на големо ниво, на високото ниво направен. Проектот го спроведува Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА со Европската филмска, театарска и танцова академија. Универзитетски професори и други истакнати личности од театарот денеска ги презентираа своите согледувања за присутноста на германската драма и театар во државата во рамки на меѓународниот научен симпозиум кој го организира Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА. Во рамки на проектот Европската драма и театар во Република Македонија, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА денеска продолжи со меѓународниот научен симпозиум Германската драма во Република Македонија, кој беше отворен синоќа. Научно-истражувачкиот мегапроект Европскиот театар и драматургија во Македонија од 1945 година до денес започнува во Куманово, град со голема културна традиција
и ќе се остварува следните 30 години, бидејќи ќе реализира една духовна рамка на македонската меморија низ овие децении на културната афирмација на македонскиот идентитет во светот. Универзитетски професори и други истакнати личности од театарот ги презентираа своите согледувања за присутноста на германската драма и театар во Македонија. Во моето излагање ќе се осврнам за негде од подоцно поранешните години, негде дури од турското робство, кога во Македонија некоја друга представа била германска, Геновеова, Егмонт, па се до денешните, јако бев присатен речиси на сите театарски представи во Македонија во последниве години, ме зачудуваше една бројка негде околу над 100 представи, 150 представи одиграни во Германија. На настанот присуствуваше и професорот Брајан Мајклс од Универзитетот Фолкванг од Есен, Германија. Среќен сум што можам да дадам еден свој придонес на овој симпозиум, зашто смета дека многу е тешко да се представи германската култура надвор од незините граници, зашто германските театарски структури се специфични, многу посебни. Идејата на проектот е секоја година во различни општини низ државата да бидат представувани повеќе содржини и активности на две европски земји, од кои една од Балканот. Инаку целта е зближување на нашата култура со европските духовни вредности. Охрид ќе биде домаќин на завршниот турнир на 4 најдобри екипи во женската кадетска лига. Истиот ќе биде одигран во недела, а ќе настапуваат и кадетките на женскиот ракометен клуб Куманово, Вардар, Металург, како и домашниот тим на Лихнит 2012 година. Во полуфиналето изборничките на Димитар Антевски за противник ќе го имаат тимот на Вардар, додека другата двојка ја сочинуваат Металург и Лихнит. Екипата на женскиот ракометен клуб Куманово заврши како второ пласирана во групата 1 со 21 освоен бод, исто колку што имаше и екипата на Вардар. Меѓутоа, благодарение на меѓусебниот дуел во кој што женскиот ракометен клуб Куманово излезе како победник и се најде во фајнал форот. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 21 степен, а минималната 4. За утре метеоролозите најавуваат сончево, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, додека утринската ќе се намали до 5 степени Целзиусови. Драги гледачи, веќе сме на крајот од денешниот дневник. За денес толку, а вие уживајте во викендот кој следува.